издание на Newsflash ке гледате. Македонците денес го празнуваат денот на независноста 8 септември. Државниот секретар на САД Антони Блинкен испрати писмо до шефот на дипломатијата Бујар Османи, во кое честита 30 години независност и порачува дека САД се големи поддржувачи на Северна Македонија. Вчера американскиот претседател Џо Бајден испрати честитка до неговиот македонски колега Стево Пендаровски. Како ќе реагира Кина по публикувањето на САД од Авганистан, земајќи во предвид дека двете држави имаат нестабилни односи? Израелските официјални лица се насочени кон арапските израелци во обид да убедат повеќе од нив да се вакцинираат, но колку успеваат во тоа? Крајбрежните заедници се борат да се спротистават на уништувањето предизвикано од климатските промени. Дали се потребни порадикални чекори? Останете со нас и ќе дознаете. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Јован Чанаумовски, а ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. По вчерасната честитка од американскиот претседател Џо Бајден и државниот секретар на САД Антони Блинкен испратил писмо до шефот на дипломатијата Бујар Османи, во кое му честиташе 30 години независност и се заблагодари за учеството во Авганистан. А кога сме кај Авганистан, откако САД се повлекоа оттаму, очите на светот се вперени кон тоа како ќе реагира Кина, која има нестабилни односи со Авганистан. Долго пред да се промени односот на сили во Авганистан, Кина работеше да воспостави основа за однос со талибанците. На 28 јули, кинескиот министер за надворешни работи се сретна со високи талибански официјални лица во кинескиот град Тиенцин. Но всушност една недела предходно председателот Ши зборуваше со председателот Ашраф Гани и ја изрази неговата поддршка за афганистанската влада. На некој начин Кина сакаше да се заштити. Некои аналитичари од Централна Азија веруваат дека Кина била фактор за брзото преземање на Авганистан од страна на талибанците. Афганистанските безбедносни сили препознаат дека талибанците имаат поддршка од Кина, Русија, Пакистан и Иран, односно од повеќето големи држави во регионот, веројатно со исклучок на Индија, така што моравот им бил уништен. Некои аналитичари велат дека интересите на Кина во Авганистан ги вклучуваат незините наоѓалишта на минерали и локацијата поврзана со кинеската иницијатива за изградба на патишта и обиколници, чија цел е да го прошири политичкото и економското влијание на Кина во Европа преку инвестиции и инфраструктурни проекти. Додека вакуумот во Авганистан оставен од САД би можел да биде шанса за Кина, аналитичарите очекуваат дека Пекинг ќе биде предпазлив. Кина не сака да биде вовлечена. Таа верува дека постојат ризик и замка. Најголема грижа за Кина е безбедноста. Прво сака да осигура дека безбедносните ризици во Авганистан нема да се прошират во поширокото соседство, каде Кина има многу поголеми економски, политички и стратешки интереси, конкретно во Пакистан. Со оглед на кинеските инвестиции, транспортни рути низ Пакистан, двете држави имаат заедничка потреба од стабилност. Прво, афганистанското тво не треба да се користи против Кина. Делат 50 мили долга граница со Авганистан. Политички, Кина ја користи ситуацијата во Авганистан да ги критикува САД. Видовме дека американската војска остави ужасни немири, подолби, уништени семејства и сираци. Додека Авганистан може би представува победа за Кина во однос на јавните односи, аналитичарите велат дека реалноста е поинаква. Мислам дека загриженоста од Авганистан ќе стане место каде ујгурските милитанти ќе направат заговори и предизвикаат проблеми во Кина е една од незините најголеми грижи. И додека Кина смета оти муслиманските ујгури се закана и дел од терористичката војна, групите за човекови права алармираат околу прогонот и третманот на муслиманските ујгури од страна на Кина. Аналитичарите велат дека би било штетно за талибанците да ја преземат ујгурската кауза. Талибанците може нема да сочувствуваат со ујгурите поради друга причина – религијата. Улогата на исламот и како тој се разбира на двете места многу се разликуваат. Аналитичарите се согласуваат дека Кина засега ќе ја наблюдува ситуацијата во Авганистан без да презема мерки. Израелските официјални лица се насочени кон арапските израелци во обид да убедат повеќе од нив да се вакцинираат, но колку успеваат во тоа?
Израелскиот премиер Нафтали Бенет неодамна го посети израелскиот град Тајбех за да повика повеќе арапски сограѓани да се вакцинираат. 1/5 од израелските граѓани се арапи. Дојдов во Тајбех затоа што се грижам за вашите животи и здравје. Арапскиот сектор е најмалку вакциниран во моментов и сакам да бидете заштитени исто како и мојата мајка или деца. Само половина од 45.000 жители на Тајбех се вакцинирани според вршителот на должноста градоначалникот на градот. Отсуствува доверба во владата и некои сметаат дека арапите се третирани како граѓани од вторе. Но ние се трудиме напорно да ги вакцинираме сите. Им кажуваме дека вакцините можат да спасат животи и гледаме дека луѓето доаѓаат и се вакцинираат. Министерот за здравство на Израел најави нова кампања за вакцинација насочена кон израелците од пониско социоекономско ниво, вклучувајќи висок процент од арапското население. Јавниот здравствен систем ќе ги интензивира напорите на теренот и ќе испрати мобилни единици за вакцинација во оддалечените градови и села. Ова може да помогне да се зголемат вакцинациите. А на глобално ниво, крајбрежните заедници се борат да се спротистават на уништувањето предизвикано од климатските промени. Дали се потребни порадикални чекори? Норфолк во Вирџинија има втората највисока стапка на покачено ниво на морето во Соединетите држави. Високите плими го трансформираат неговото крајбрежје, а сето тоа е последица од климатските промени предизвикани од човекот. Семињата на овие треви кои растат во солени мочуришта веројатно биле донесени од високите плими и тие сега се онаму каде не би требало да бидат. Ги преземаат тревниците во соседствата. Почестите и пообилните врнежи го зголемија ризикот од поплави. Ги принудија жителите како Нина Оландер да бараат федерален грант за да ги поткренат своите куќи. Добивме понуда од произведувачот дека поткревањето на домот ќе чини околу $450,000. Ќе треба да бидеме дома 8 месеци, истовремено се уште плаќаме хипотека, а ќе треба да плаќаме и кирија. А ова е само една куќа. Овој август председателот Џо Бајден обезбеди $3,5 милиарди за да се помогне во санирањето на штетите од климатските промени. Тоа е досега невидена сума за програми во Федералната агенција за справување со итни ситуации ФЕМА. Има големо инвестирање од страна на ФЕМА и на армиските инженери за да започне со менаџирање на крајбрежната инфраструктура, а исто така и групации како федералните автопати за да се размисли како да се заштити транспортната инфраструктура во иднина. Не се само Соединетите држави, подигањето на нивото на морината е глобална закана. Југоисточна Азија е особено погодена од кривањето на нивото на морињата. Тоа е поради комбинација на промени во строењата на океаните, динамиката на мразот и тонењето на почвата, предизвикано од човечки активности. Европа и Кина претрпеа историски поплави ова лето. Научниците за тоа ги обвинуваат климатските промени. Нов извештај на меѓувладиното тело за климатски промени на Обединетите нации прогласи црвен аларм за планетата, предупредувајќи дека настани кои се случувале на секој 100 години ќе станат почести. Посиромашните држави ќе страдаат повеќе, но никој нема да биде поштеден. Не е дека богатите земји може да го избегнат овој проблем, можат само да го одложат малку подолго затоа што имаат ресурси да градат зидови и слично. Мора да се адаптираме за да ги заштитиме луѓето кои умираат сега поради ефектите на климатските промени и сето тоа паралелно со најголеми напори за намалување на емисиите на стакленичките гасови. Соединетите држави неодамна се заложија да ги намалат емисиите на стакленички гасови на половина до 2030. Глобална конференција во Глазго во Шкотска ќе бара одговори во ноември. Но за крајбрежните заедници низ светот, нивото на водата се зголемува, а времето истекува. И тоа беше се во ова издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.